Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 50-55 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерова емисија 2 во 1. Анализа некаде во трајање 20-25 минути и интервју во трајање некаде околу 20 минути. Тоа се тип на емисија која јас најмногу ги сакам, кај што имате анализа на актуелни политички случувања, посебно договорот со Бугарија. Ексклузивно ќе го презентираме португалскиот предлог. Ево го португалскиот предлог, почитани гледачи, на 4 или на 5 странички. Ексклузивно ќе биде презентиран во емисијата во Центар. Тоа е предлогот на Португалија за решавање на спорот помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Ќе имаме интервју 20 минути со Љубиша Ристич, првиот дел од интервјуто со Љубиша Ристич. Одлично интервју, на ексклузивно интервју, каде што објаснува зошто македонското прашање, или како што тој го нарекол источното прашање, е клучно прашање, не само на Балканскиот полуостров, туку во Европа. Значи, 2 во 1 емисија, некаде во трајање 50 до 55 минути. Останете со нас, погледнете емисијата, сигурно нема да зажалите. Клучната тема или клучниот акцент на анализата вечерва ќе бидат тие договори помеѓу Македонија и Бугарија. Денес во Софија Зоран Заев се сретна со државниот врв на Република Бугарија и со лидерите на клучните политички партии. Некаде пред една година кажав две работи, дека ова ќе бидат многу погнасни преговори од тие што беа преговорите помеѓу Македонија и Грција, односно нека договорот со Бугарија ќе помине низ незен многу погнасен, многу полош, многу повалкан процес од тоа што беше договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Можеби предност на тој договор со Република Грција дека ние не разбираме грчки јазик и не можевме да прочитаме, да преведиме или директно да се запознаеме што пишуваат грчките медиуми или што кажуваат грчките политичари. Моравме тоа да го читаме преку МИА или преку некои други сервиси или агенциски вести. Тука со бугарите сосема различно, бидејќи ни се послични јазиците, можеме директно да слушнеме што кажува Екатерина Захариева, што кажуваше Красимир Каракачанов. Такви гнасни работи, таков кафански национализам, такво примитивно ниво на политичка дебата немаше кога стануваше збор за тие преговори помеѓу Македонија и Грција, помеѓу Скопје, помеѓу Атина. Затоа реков дека тие преговори на Македонија со Бугарија, за да не биде ставено бугарско вето, ќе бидат многу валкани. Тоа се случи, тоа беа највалкани преговори и се уште се многу валкани преговори што се случувале помеѓу две држави, од кои едната е членка на Европската унија, а другата е кандидат да стане членка на Европската унија. И како второ реков, нека стават вето бугарите. Тоа ќе биде најголем пораз на бугарската надворешна политика. И тоа навистина се случи. Ова е најголем пораз. Ветото кој Бугарија го стави во декември минатата година за неотпочнување на пристапните преговори на Македонија со Европската унија е најголем пораз на бугарската државна политика, на бугарската надворешна политика. Се направи целосен нов Берлински зид на границата помеѓу Македонија и Бугарија. Тамо некаде на Кюстендил и Крива Паланка никна нов Берлински зид. Многу поголем од Берлинскиот зид во време на студената војна. Многу поголем од Берлинскиот зид кога Југославија имаше проблем со информбирото, а Бугарија беше центар од каде што се делуваше против интересите на Македонија и на тогашна Титова Југославија. И тоа беше огромен, катастрофален пораз на бугарската надворешна политика. И тие две работи кои ви кажав, нека стават вето и ве стави вето. И гледате што прават сега? Сега молат тие да бидат кандидати да го симнат тоа вето. Човекот кој го стави ветото, кој се фалеше со тоа вето, кој се закануваше со тоа вето, Бојко Борисов, сега вели не треба да се дозволи да бидат скарани двата братски народи. Или како ќе се чувствувале бугарите ако македонците им ставеле вето на бугарите. Или како ќе се чувствува еден соседски народ, ако друг соседски народ, сега веќе не сме браќа и сестри, сега не сме сашти народ, туку сме народи кои живеат две држави. Од кој едниот народ сега ќе биде разочаран ако другиот народ му стави вето и не ги отпочне преговорите со Европската унија. Нема ништо пострашно, почитувани гледачи, да лежите тамо кај што се плюкале. Овој Бојко Борисов сега смета дека сите ние сме со кратко памтење, дека имаме памтење на амеба, дека ништо не се сеќаваме, дека имаме памтење на дожливи црви и сега ќе ни раскажува друга приказна. И кога почна да го рушат, бетер од тоа што го руша Никола Груевски, го рушат коцка по коцка, точка по точка, крачка по крачка, не се знае кај ќе му биде крајот, сега веќе, бидејќи нема што друго да прави, во еден безизлез се нуди тој да биде спасител и тој да го трни бугарското вето. Значи човекот кој го прави и го става бугарското вето, сега се нуди да биде кандидат кој ќе го симни бугарското вето и ќе даде зелено светло Македонија да ги отпочне пристапните преговори со Европската унија. Тоа е американска булдожер дипломатија. Кога ви реков,
Само чекайте да видите што ќе се случи во Бугарија, каков растур систем ќе има во Бугарија. Па нели им се силеа на американците? Нема што тие да барат на Балканот. Нема што тие да се мешат во македонско-бугарскиот спор. Нека си гледат проблемите во Аризона, нека си гледат проблемите во Ајова. Тоа кажеше Красимир Каракачанов. Тој Красимир Каракачанов не сега, во наредни 50 години нема да се добери до власта. Максимум што може сега да направи со джамбо коалици да стане пратеник, да има некаков имунитет, да не заврши во затвор бидејќи му прават ревизија на работењето во Министерството за одбрана. Тој Красимир Каракачанов во еден таков проруски налет купил Фантом 16 авиони, списка повеќе од $1 милиарда и мислеше дека со американците ќе има средено односите, дека може на американците да им се сили како Петар Велики. И заврши тамо каде што заврши. Не го помина цензусот на претходните избори. Сега направи некоја джамбо коалиција, направи коалиција со сите оние со кои се караше изминатите 2 години, само по секоја цена да стане член на бугарскиот парламент и да има некаков политички имунитет. Тоа се Бојко Борисов, тоа е Катерина Захариева, тоа е Красимир Каракачанов. Ги промашија сите политики, ги промашија сите проценки, ги промашија сите стратегии и сега кодавеници за сламка се фаќат и ги молат американците, не Слави Трифунов, не Радев, туку тие да бидат она политичка групација која ќе ги решава проблемите кои самите ги направија и ставија вето на отпочнување на пристапните преговори на Македонија со Европската унија. Сега Бојко Борисов го рушат бетер од Груевски. Груевски помина добро, бидејќи Груевски 6 години го толерира. И на крај го пушта да избега во Будимпешта. И тие приказни кои ги кажувате сега, Груевски мораше да избега и мораше да падне од власт, бидејќи не се согласи со промена на името. Бидејќи не потпиша ништо за промена на името. А се извинувам, Груевски избега во Будимпешта, односно му беше дозволено да избега во Будимпешта од кога се усвоја уставните измени за промена на името, од кога се спроведе референдумот на 30 септември 2018 година или пред да се спроведе референдумот, пред да бидат усвоени уставните измени за промена на името Северна Македонија. Промената на името 8-те пратеници од ВМРО ДПМН, кои гласа за уставните измени, е октомври 2018 година. Никола Груевски бега во Унгарија и во Будимпешта, добива политички азил на 11 ноември 2018 година. 30 дена по усвоењето на уставните измени, по гласањето на 8-те пратеници од ВМРО ДПМН, на Никола Груевски му е дозволено да ја напушти Македонија и добие политички азил во Будимпешта. Се друго се приказни за мали деца. Па не ја убедував јас Нола Исмаиловска, не го убедував јас Крста Муковски, не го вртев јас Крсто Муковски со брза помош низ Скопје, пред да биде направен конечниот договор за да го донесат Крсто Муковски во парламентот и да гласа за уставните измени за промена на името. Тоа го договараше Никола Груевски. Како награда на тоа договарање на Никола Груевски, му беше дозволено да добие политички азил во земја членка на НАТО. Со сите приказни, со сите фаули, со сите гафови кои има направено Виктор Орбан и Унгарија се членки на НАТО и членки на Европската унија. Може Виктор Орбан да се кара со кого сака, може да биде бркан од ДПП партијата, може да биде бркан од ЕУ, може да биде бркан од Брисел. И секој ќе си дозволи да биде скаран со Европската унија, таква каква што е сега, клякава и никаква. Но никој, па и Виктор Орбан и Јанес Јанша нема да си дозволат да бидат скарани со НАТО и Соединетите американски држави. Тој Виктор Орбан, ако дојде командна наредба да го враќа Никола Груевски, ќе го спакува и ќе го испорача на табановци пред македонската граница. Тој Никола Груевски, големиот херој, кој падна од власт, бидејќи не се согласил со промена на името, не ставил подпис на промена на името, сега да му кажат, исто ко Бојко Борисов, има трчајки да се врати во Република Македонија, не да потпиши со една, со 2 раце да има да потпиши. Бидејќи сега ко волк седи таму во Будимпешта, го снимаат на разни бродови со разни старлети, го снимаат со разни плавуши и глуми голем херој на Фејсбук, еднаш месечно пишувајќи одредени херојски статуси или статуси и писма од емиграција. Така завршува сите херои на Балканскиот полуостров. Така ќе заврши Александар Вучич ако продолжи преку неговите медиуми, неговите портали да глуми херој, да преговара со американците, да преговара за одредени решенја, а тајно да кокетира со русите и со кинезите. Не поминува тоа. После самитот на НАТО оваа недела веќе е јасно дека американската стратегија, американската политика, она извршна наредба на Џо Бајден, они нови црни листи кои ќе ги прави Џо Бајден, е дефиниран просторот. Просторот е омеѓен и секој кој мисли дека на овој простор може да биде спроведувано друго влијание на Кина, влијание на Русија, влијание кое ќе е спротивно на НАТО интересите, читајте,
американските интереси на Балканскиот полуостров ќе заврши неславно и така неславно ќе биде пуштен низ вода во историјата. Така заврши Никола Груевски. Бојко Борисов сега се плаши дека ќе заврши бетер од Никола Груевски и самиот се нуди да биде кандидат. Тамо каде што плюкал сега да лижи и тој да го трни бугарското вето и Македонија да ги почне преговорите со Европската унија. Така завршуваат хероите на Балканскиот полуостров. Затоа, почитувани гледачи, да не дозволувате тие херои да ве лажат, бидејќи тие херои не мислат на вас, не мислат на вашите фамилии, не мислат на вашите деца, те мислат само на себе си. Вие не можете 15 дена да одите на одмор некаде, собирате пари цела година, а тие може да живеат 4 години во Будимпешта и во Унгарија, или 3 години во Будимпешта или Унгарија. Или може да одат да купуваат што сакаат, може да извезуваат каде сакаат. Истото важи за Груевски, истото важи за Заеви, истото важи за Христијан Мицковски. Нема политичар кој влегол сиромав во политиката, а не излегол богат од политиката. И кога ќе почне да ви ги раскажуват тие приказни, дека не спијат за Македонија, дека ја бранат Македонија, дека прават се Македонија, македонскиот народ, јазик и нитет да бидат спасени, зачувани, да не бидат уништени, да не верувате. Тие мислат само на себе. И мислат како да станат од ден на ден се побогати, како да останат на власта, како да ја користат привилегиите на власта и да го зголемат и своето лично и семејното конто. Секој од нив, која ќе излезе од власта, излего како богат човек, кој е безбеден за наредните 3 или 4 генерации. И затоа јас не верувам во политички херои, не верувам во политичари, а најмалку верувам во солзите и во зборовите на политичарите, бидејќи солзите и зборовите на политичарите и секогаш кога некој политичар многу рони солзи и кажува многу тешки зборови, посебно големи херојски зборови, тоа значи дека многу кради. Колку повеќе се фали дека работи за државата, толку повеќе кради за своето конто. И читате денес човека Бојко Борисов, што кажа денес на средбата со Зоран Заев. Да внимавал Зоран Заев, бидејќи председателот Радев многу лажал. И тоа што ќе му каже на Зоран Заев, немало да биде вистина и ќе го излажа. И дека Радев едно кажувал пред европските партнери, а друго правил или сакал да прави во Софија. И видите, почитувани гледачи, тоа кажа човекот кој го предложи Јордан Орце Камчев да биде почесен консул на Бугарија во Република Македонија. Тоа го кажа човекот кој направи се да биде срушена македонската влада. Тоа го кажа човекот кој учествуваше и во пуч и во рекет. Тоа го кажа човекот кој дозволи бугарските служби да бидат директно вмешани и во прислушкување, и во слушање, и во разни други политички афери кои се прави во Република Македонија. Тоа го кажа човекот кој ги одврза од ланците од синџирите и Екатерина Захариева и Красимир Каракачанов. Се сеќавате какви грозни работи беа кажани за македонците од Красимир Каракачанов и Екатерина Захариева. Па тој човек им беше шеф и на Захариева и на Красимир Каракачанов. Тој беше премиер на бугарската влада. Таква омраза беше излезена од шишето, што не знам како таа омраза повторно ќе се врати назад од шишето. Многумина македонци кои одеа во Софија, во Банско и другите кохорти, како велат, дали на Бугарското море или на овие скијалишта или зимски центри, прв пат велат дека бугарите почнаа да ги мрзат македонците. Тоа се случува во мандат на Бојко Борисов. Никогаш немало личен конфликт, проблем помеѓу македонци и бугари. Никогаш македонците и бугарите не се карале кога македонците оделе дали во Банско, дали во Сончев брег, дали во Златни песоци, дали во Софија. Прв пат во мандат на Бојко Борисов, Красимир Каракачанов и Екатерина Захариева се замразија македонците и бугарите. И тоа што беше на некој начин спакувано, ставено во нека кутија, закопано во земја пред 25 или 30 години, тие скандирање бугари, татари ни за проста маса не ве бива, и од нивна страна дека ние сме саштиот народ, говориме на развален български јазик, тие работи беа ставени, беа закопани по земја. Во мандатот на Бојко Борисов беа извадени. Во мандатот на Бојко Борисов повторно беа ставени на маса и тој човек кој ги заостри односите меѓу Македонија и Бугарија, е тој човек сега кандидат да ги решава тие проблеми кои самиот ги има направено. Знаете како велат во животот, како велат во политиката. Најлесно решавате вештачки направен проблем. Ако некаков проблем не постои, вие вештачки го правите тој проблем и подоцна тој вештачки направен проблем самите го решавате. И си постои сценарио, си постои стратегија. И таа стратегија вели дека сите политичари, не само во на Балканот, не само во Македонија и Бугарија, туку во Европа и во светот, вештачки прават проблеми, правејќи вештачки проблеми, знаат како да ги решат тие вештачки проблеми. Односно има стратегија, вештачки
правите проблеми, подосна тие вештачки проблеми ги решавате и вие станувате херои во Македонија, станувате херои во Бугарија. Меѓутоа во таа игра да направат вештачки проблеми, за да се спасат од големите протести кои почнуваат на софиските улици, а Петар Колев, председателот на ГДУ, кажа дека синот на една многу голема патриотка во Република Македонија учествувал на тие протести и се пишал българин и одлично говори български јазик. Во некоја од емисиите ќе направиме анализа кој е тоа синче и која е таа политичарка, која е голема патриотка во Република Македонија, ама ете незиното дете си има български происход. Не е битно. Значи така направените проблеми за да се спаси од големите протести на софиските улици, сега веќе му судири од глава. Тоа веќе не се мали проблеми, туку стана големи проблеми, но тоа не се веќе вештачки проблеми, туку се проблеми на опстанок. Сега е прашање на опстанок на Бојко Борисов. Дали ќе заврши на некаков гулаш, на свирење клавир или сепак со молење, со лижење како полжав. Знаете, вие на врвот можете да стигнете или летајки како орел, или лазејки како полжав. Сега лазејки како полжав, Бојко Борисов повторно сака да се врати на врвот и коленичејќи и молејќи ги американците да добие последна шанса да лижи тамо каде што плюкал. Тоа е суштината на македонско-бугарските односи. Знаете зашо ви го кажам ова, почитувани гледачи? Бидејќи не сакам да ве лажат политичарите. Ми е мака кога политичарите ве лажат, а вие дозволувате да бидете лажени од политичарите. И затоа вие имате право да знаете емисијата, тоа е мотивот на оваа емисија. Вие имате право да знаете вистината, а мојата обврска е да ве направам способни да можете да се спротиставите на лагите на политичарите. И кога политичарите ќе ви кажат дека постојат црвени линии во преговорите, да знаете дека ве лажат, дека се тоа приказни за мали деца, дека нема црвени линии. Се сеќавате кои беа црвените линии на Грција и на Македонија во тој спор помеѓу Атина и помеѓу Скопје. Грција велеше дека нема да ја признае Република Македонија, се додека во името на државата е содржан зборот Македонија. И грците избоксира Лисабонска декларација. Тоа се тие црвени линии на Грција. Па имаше состанок на сите политички партии кај председателот на Грција, кај што донесо заклучок, кај што рекол дека црвените линии на Грција е дека нема да признае држава на нивната северна граница, каде што во името на државата ќе биде содржан зборот Македонија. И признаа држава со име Северна Македонија. А кои беа македонските црвени линии? Дека не прифаќаме име за севкупна употреба, ерго омнес, дека прифаќаме име само за меѓународна употреба. И ние прифативме име за ерго омнес или за севкупна употреба. Е тоа се црвените линии. Кога ќе дојдат американците и кога на терен ќе истрча американската булдожер дипломатија, нема црвени линии. Црвените линии служат само да ве лажат и да се прикажуваат како големи херои, како големи победници. Ципрас и неговата партија пред грчката јавност, Зоран Заев и неговата партија пред македонската јавност. Тоа го правеше на времето Никола Груевски, го правеше Бранко Цренковски, го правеше Лјупчо Груевски. Сите што може ве лаже со црвени линии. Нема црвени линии. Црвените линии служат само за поидовна позиција. Кога ќе дојдат американците, кога ќе видат кои се црвените линии на едната страна и кои се црвените линии на другата страна, тоа се поидовни позиции. Така американците преговарат и подосна постепено ве приближуваат. Вие едните и другите ги напуштате црвените линии и постепено се приближувате до одреден финален заклучок или некако финален договор. Ако постои воен конфликт, ќе во однесат во Охрид и ќе подпишете Охридски рамковен договор, како што е подпишан Дејтонскиот договор во на база на американците во Дејтон, Охајо. Ако постојат одредени мирни преговори, како што е Преспанскиот договор, тоа ќе го направат подпишувајќи таму во нивице, сликајќи се во нивице, исто како што беше подпишана времената спогодба. Времената спогодба 1995 година е подпишана кога председател на Република Македонија Киро Глигоров, кога премиер во Република Грција е Андреас Папандреу, таткото на Јоргос Папандреу, и како кажува Кристофер Хил, кој беше американски амбасадор во Република Македонија и подосна прави брилјантна дипломатска кариера, кој е главен учесник во договарањето за Дејтонскиот мировен договор, бидејќи дел е на таа Холбрук булдожер дипломатија, и тој е главниот архитект на тој договор помеѓу Република Македонија и Република Грција. За да се изврши притисок врз Андреас Папандреу, кој тогаш е болен, кој тогаш е сенилен, бидејќи главните одлуки ги носи неговата сопруга Димитра Лјања, има отворена телефонска линија помеѓу Скопје и Атина. Не се исклучува, не се спушта слушалката ниту во кабинетот на Киро Глигоров, ниту во американската амбасада, ниту во кабинетот на Андреас Папандреу. Има директна телефонска линија која не се прекинува неколку часа, како што вели Кристофер Хил, не знам на крај колку била сметката и кој е платил таа сметка. Меѓутоа така се врши притисок од страна на американската дипломатија, од страна на американската булдожер дипломатија. На крај како награда тогаш Стево Црвенковски министер за надворешни работи, Каролос Папулјас министер за надворешни работи на Грција, односно на Република Македонија, беа примени во Белата куќа. По
Тој договор кој беше подписан помеѓу Ципрес и помеѓу Зоран Заев немаше пред мобилата куќа, подоцна настану сите тие проблеми, карантини и така натаму, беа кандидати за Нобелова награда за мир, не добија Нобелова награда за мир, ги предлагаше на Ружи, не успеа да избоксира целата таа иницијатива, но така американците функционират. Ако имате воен конфликт, ќе ве затворат во Дејтон или ќе ве затворат во Охрид и се додека не постигнете договор нема да ве пуштат од тамо. Ако имате одредени форми на договарање како времената спогодба, како што е Преспанскиот договор и така натаму, ќе направат се, ќе извршат секаков притисок, вие ќе отстапите од вашите црвени линии, ќе се доближите максимално колку што е можно. 90% од предлогот го дават американците. Вие имате право, имате маневарски простор да смените 5% од едната страна, 5% од другата страна. Имате смешни сонја приказни кои ќе кажете дека грците имале 100 надворешни експерти, 100 меѓународни експерти кои били ангажирани и тие работеле на Преспанскиот договор. Па можеле да сменат само 5%, колку што сме можеле да смениме и ние. Сме можеле да ангажираме 10.000 меѓународни експерти. На крајот, повеќе од 90% од договорот кој е прифатен, Преспанскиот договор, затоа сега председателот Џо Бајден вели дека сите кои се спротивставуваат на Преспанскиот Охридскиот рамковен договор ќе завршат на црната листа на американската администрација. Тоа значи дека Џо Бајден сака да ви испрати порака. Тие се спонзори на Преспанскиот договор. Тие се спонзори на Охридскиот договор. Ако се спонзори, тие го напишеле, вие сте имале можност да смените 5%, така функционира надворешната политика. И тоа е проблем, почитувани гледачи, кога ние на македонската јавност не го кажуваме тоа што треба да го кажеме. Кога Америка не призна под уставното име 2004-2005 година, американците нас тајно ни пратија порака дека тоа нивно признавање на Македонија под уставно име значи дека сакат да ги засилат македонските позиции во преговорите со Грција. Тоа не значи финално решавање на прашањето помеѓу Скопје и Атина, туку заекнување на македонските позиции пред финалната постапка и процедура на решавање на проблемот помеѓу Скопје и Атина. Се сеќавате што збореше тогаш Љубомир Фрчковски, бидејќи американците не призна под уставно име да ги прекинеме преговорите. Така, бидејќи се залагаше да ги прекинеме преговорите, сега не доби зелено светло да биде македонски амбасадор во Вашингтон. Американците ништо не заборават. Кај американците нема незавршена работа. Кај американците нема неизеден ручек. Кај американците нема неплатен ручек. Еднаш ќе оплатите ручекот. Мора да го изедете ручекот и мора да биде завршена работата. Работата може да биде одложена, но никош не може да не биде завршена. Тоа треба да го разберат македонските, бугарските и сите други политичари. Ако вие сте давале одредено зелено светло, ако вие сте кимнувале со глава, ако вие нешто сте ветеле, не сте го исполниле, нема да ви биде заборавено, туку ќе ви биде со камата наплатено. Знаете ли кој му јавува на бугарскиот премиер, односно премиерот на службената влада во Република Бугарија Стефан Јанев, дека луѓе на Бојко Борисов, тој е Делјан Пеевски, тој е Васил Бошков и Желјасков, еден од шефовите на бугарското разузнавање, се ставени на црната листа. И 64 или 65 нивни компании се исто така ставени на црната листа. Тоа е Викторија Нуланд. Знаете, кога ви се јави Викторија Нуланд, таа не се јавува за добро, бидејќи Викторија Нуланд учествува на станите во Украина, тоа е 2014-2015 година, и она шарена револуција која се случува во Украина. Викторија Нуланд е шефица на Џефри Пајет. Џефри Пајет е амбасадор на Америка во Украина кога се случуваат настаните на Мејдан. Џефри Пајет е амбасадор на Америка во Грција во периодот кога се потпишува Преспанскиот договор. Кейт Бири Брнс, која сега американска амбасадорка во Република Македонија, е десна рака на Џефри Пајет во Атина. Гледате како се склопува целиот тој мозаик. И Џефри Пајет е архитект на признавање на Украинската православна црква од страна на Вселенската патриаршија. Викторија Нуланд му се јавува на Стефан Јанев и почнува процесот на рушење на целата структура на Бојко Борисов. Предвадена го менуват и шефот на бугарското разузнавање, кој бил човек на Бојко Борисов. Делјан Пеевски е главниот медиумски магнат. Тој формално правно е член на партијата на турците во Бугарија, меѓутоа е близок соработник на Бојко Борисов. Медиумски магнат и кај него, или во еден од медиумите под контрола на Делјан Пеевски, работи Емил Кошлуков. Емил Кошлуков е сега генерален директор на Бугарската национална телевизија. Сега му прават протести на Емил Кошлуков да биде сменет Емил Кошлуков. До последна крачка, до последна точка, до последна цигла ќе биде рушена структурата на Бојко Борисов. За прв пат во мандатот на Бојко Борисов како прв човек на ГЕРБ, партијата ГЕРБ е изедначена со рейтинг со партијата на Слави Трифунов. Тоа е порака до Бојко Борисов. Викторија Нуланд учествува тие процеси. Викторија Нуланд учествува процеси на рушење на ВМРО ДПМН, ХОИТИ и целата екипа на ХОИТИ, која доаѓа во Република Македонија и во мандатот на Доналд Трамп, а тоа е пролет, односно мај-јуни 2017 година, и избоксирува промена на власта, давање на мандат на Зоран Заев и формирање на влада од страна на Зоран Заев,
Тоа се оние смешни прашања кои беа поставени на кои дали Доналд Трамп е информиран дека тој е во Република Македонија и тој работи на промена на власта во Република Македонија. Да, State Department, таа екипа на Викторија Нуланд, односно екипата на Џо Бајден, е екипа која учествува во сите процеси на Балканскиот полуостров. И времената спогодба во 1995 година ја прави екипата на американските демократи и промената на Никола Груевски се прави во мандатот на американските демократи и сега преговорите помеѓу Македонија и Бугарија се прават во мандат на американските демократи. Всушност таа екипа на Џо Бајден на второ, трето, четврто ниво во сите тие ешелони на State Department, всушност е екипа која секогаш е репрезентирала американската политика на Балканскиот полуостров. Републиканците многу помалку биле замешани во таа политика. Во мандатот на републиканците ни се случувале многу подобри работи, како на пример признавањето под устав на име Република Македонија по време на Џорџ Буш помладиот. Меѓутоа главните архитекти на американската политика на Балканскиот полуостров била Демократската партија или партијата која го номинираше Џо Бајден, односно Џо Бајден е претседател на Соединетите американски држави како представник на таа Демократска партија. Викторија Нуланд му стјава на стевањане. Тоа значи дека тамо Бојко Борисов ќе биде расчистуван до трето колено, освен ако Слави Трифунов се покажи како многу понесериозен играч за решавање на клучното прашање во однос на Бојко Борисов. Клучното прашање, клучното безбедносно прашање на Соединетите американски држави во овој момент на Балканскиот полуостров е Македонија да ги отпочне пристапните преговори со Европската унија. Гледате, Зоран Заев во 2 дена има 2 средби со Реџеп Тајип Ердоган и со Емануел Макрон. Двајцата играчи кои го рушеа Зоран Заев, двајцата играчи кои рушеа владата на Зоран Заев, Реџеп Тајип Ердоган со одредени црни пари кои преку Србија на претходните избори беа донесени во Република Македонија и беше финансирана македонската опозиција, не само од македонскиот политички, албанскиот политички кампус, турскиот политички кампус, sejedno, значи Реџеп Тајип Ердоган со чија пари кои преку Турција и Србија беа влезени во Република Македонија го рушеше Зоран Заев, имаше минатата недела средба со Зоран Заев. 2 дена подоцна средба со Зоран Заев имаше Емануел Макрон, амбасадорот Тимоние за ВМРО ДПМН. И имаше истата улога, истата ролја како што Джес Бејли имаше за Зоран Заев и СДСМ кој го руши од власт Никола Груевски. Сега Тимоние, амбасадорот Тимоние, имаше истата улога, истата ролја за ВМРО ДПМН. Правеше се владата на Зоран Заев да не ги отпочне преговорите со Европската унија и да биде смената со партијата ВМРО ДПМН. Затоа сега имате молка и таа завиша филм групација, бидејќи целата нивна стратегија беше разузнавачки да соработат со француската амбасада. Разузнавачки да бидат помогнати од француската амбасада. Тоа што постојано ви го кажам, врзани за руската разузнавачка служба, по сугестии на руската разузнавачка служба мора да бидат врзани со некоја мокна западна разузнавачка служба, не може со британската, не може со германската, не може со американската, единствена разузнавачка служба која е слободна и која им стои на располагање француската разузнавачка служба и тие се врзуваат со француската разузнавачка служба. И по сугестија на француската разузнавачка служба ниту се апсени, ниту се санкционирани, ниту им фали влакно од главата, се однесуваат кон Мехмет Паша Соколовиќ тука на македонската политичка сцена, тероризираат на Фејсбук, тероризираат на Твитер. Оливер Спасовски ништо не прави. Што правите министра да ги спречи овие луѓе да се однесуваат како Мехмет Паша Соколовиќ и одеднаш Емануел Макрон се среќава со Зоран Заев. Не само што се среќава со Зоран Заев, туку вели дека Македонија ги исполнува сите услови да ги отпочни пристапните преговори со Европската унија. После 2 години Емануел Макрон се сеќава дека Македонија ги исполнила сите услови да ги отпочни пристапните преговори со Европската унија. Па кој може да му договори на Зоран Заев во 2 дена да се сретни со Реџеп Тајип Ердоган и со Емануел Макрон, со двата крупни играчи и лидери на Турција и на Франција, кои пред 2 години правеа се, кои пред 1 година правеа се да му соборат неговата влада. Освен ако не станува збор за Вашингтон и американската политика, не постои таква сила во светот која може во 2 дена на Зоран Заев да му обезбеди во Анкара и во Турција се сретне со Реџеп Тајип Ердоган, а во Париз и во Франција во Елисејската палата се сретне со Емануел Макрон. Затоа таа завиша филм групација сега мукла. Ништо не збори, збори за исечените дрва на улицата Орце Николов. Така завршува секоја промашена стратегија. Кога вие ќе промашите стратегијата, ма не ве спасува никаква гума за спасување. Кога ќе промашите стратегијата, имате само еден можен избор, дали ќе паднете по повалија или ќе се удрите во некоја карпа. Тоа е изборот кој стои пред вас. Еве го португалскиот предлог, почитувани гледачи. 4 странички е тој португалски предлог. Првата страничка се однесува на
предлогот на Португалија за решавање на тој проблем помеѓу Македонија и Бугарија и подоцна има одредени варијанти на тема што ако нешто прифати Македонија, што ако нешто не прифати Бугарија и така натаму или обратно, што ако нешто прифати Бугарија, не прифати Република Македонија, па има еден анекс кој се однесува на Република Македонија, има еден анекс кој се однесува на Република Бугарија и има одреден предлог кој треба да биде усвоен од Европскиот совет. Значи тоа е португалскиот предлог и тоа е предлог на Португалија кој што нон-пейперот на Јанес Јанше е предлог на Јанес Јанше. Овој предлог го имат направено Соединетите американски држави во согласност или во соработка со Европската унија. И ние имаме една дежаву ситуација. Португалија 92 година беше председавач на тогашна Европска економска заедница кога усвоена Лисабонската декларација и таа е најтешката декларација која е усвоена никогаш во последните 30 години и се однесува на Република Македонија. Со таа Лисабонска декларација Македонија и беше порачано дека може да стане членка на Европската унија или да ги отпочне преговорите со Европската унија, односно економската заедница тогашна, само ако го смени името и во името на државата не е содржан зборот Македонија. И сега повторно Португалија е председавач со Европската унија и на самитот на 20-21 јуни, значи идната недела, Португалија ќе соопшти дали Бугарија се согласила да го трне ветото за отпочнување на преговорите со Република Македонија или ќе биде продолжен континуитетот на бугарското вето. Ево го португалскиот предлог, почитувани гледачи. Јас ќе се обидам сега како презентер да ги прочитам најинтересните делови на тој португалски предлог, иако сум сигурен дека ќе бевте многу пострекни ако некоја мексиканска презентерка која чита тамо некои временски прогнози на мексикански телевизии, така како ќе биде свртена на застига со граѓите тамо до Мексиканскиот залив или до Флорида, дека ќе бевте многу пострекни ако таа го прочиташ овој предлог, ние тоа ќе рискирам и ќе ги прочитам главните точки на овој португалски предлог, бидејќи ви имате право да знаете вистината и да бидете информирани за суштината на португалскиот предлог. Во образложењето на предлогот се вели дека добрососедските односи и регионалната соработка се основни елементи на процесот на проширување, но тие не се дел од критериумите од Копенхаген, ниту дел на кластерот основи утврден со новата методологија. Билатералните спорови, што не се во надлежност на ЕУ, треба да се решават конструктивно. И тоа ви го кажува американската администрација почнувајќи некаде од ноември-декември минатата година, дека проблемот, конфликтот, нерасчистените односи помеѓу Скопје и Софија треба билатерално да се решават, а не да се решават во рамки на пристапните преговори на Република Македонија со Европската унија, односно да става вето и да не се дава зелено светло за отпочнување на тие пристапни преговори помеѓу Република Македонија и Европската унија. Во делот на содржината на португалскиот предлог има две точки кои се многу битни. Првата точка вели: обете страни и Советот согледуваат дека долгото и краткото име на МКД, се мисли на Република Северна Македонија, не може да се толкува како географска референца за било кој регион и не подразбира никакви територијални побарувања. Тоа е она што го говореше Љупчо Ѓорѓиевски. Некаде пред половина година Љупчо Ѓорѓиевски беше испратен во дипломатска мисија да ги затопли македонско-бугарски односи после бугарското вето. Се врати, даде неколку интервју, велеше дека бугарите се плашат дека ако постои Република Северна Македонија, постои Источна Македонија, односно дека бугарите сметат дека Пиринска Македонија за нас представува Источна Македонија и дека некоја идна македонска генерација ќе направи спојување на Северна Македонија, Источна Македонија и Јужна Македонија. И тоа е една од точките на содржината на португалскиот предлог. Втората точка е вели дека БГ, односно Бугарија, изјавува дека смета дека македонскиот јазик не постоел од 1944 година и дека овој термин во кој било идни документи на Европската унија треба да се смета во согласно со уставот на МКД, а од друга страна МКД, се мисли на Република Македонија или Република Северна Македонија како што стои во португалскиот предлог, изјавува дека македонскиот јазик како што се наведува во неговиот устав, значи во уставот на Република Северна Македонија, е официјален јазик на земјата и е кодиран во 1945 година. Ова е суштината на разговорите и начините или варијантите на решавање на бугарско-македонскиот спор уште во времето на Желјо Жеров и Киро Глигоров, подоцна на Иван Костов и Љупчо Ѓорѓиевски, сега се наоѓа во суштината или во содржината на тој португалски предлог. И како што рековме, тој португалски предлог има еден анекс за Бугарија, еден анекс за Република Македонија и еден предлог кој треба да биде усвоен од Европскиот совет. Во анексот кој се однесува на Република Македонија има две точки кои се многу битни и со тие две точки нели мафта македонската опозиција и ги прави оние протести по скопските и по македонските улици. Во точка 2 на анексот кој се однесува на Република Македонија се вели дека Северна Македонија изјавува дека македонскиот јазик напишан со кирилско писмо и наведен во неговиот устав и други билатерални договори и официјален јазик на Северна Македонија, и исто така се декларира дека стандардниот македонски јазик е кодифициран во 1945 година.
и пишува non-paper 9.12.2020 година, што значи дека постоел некаков македонски non-paper кој од Македонското министерство за надворешни работи на 9 декември 2020 година е испратен до Софија, односно Република Бугарија. За тоа говореше Красимир Каракачанов, подоцна говореше македонската опозиција, односно Красимир Каракачанов преку своји канали, тој non-paper го имаше доставено во македонската опозиција и во точка 5 на тој анекс кој се однесува на Република Македонија, односно Република Северна Македонија, како што стои во португалскиот предлог, се вели Северна Македонија ја забележува потврдата од страна на Република Македонија за писмото и духот на членот 11 од договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Република Северна Македонија. Со ова го потврдува истиот член, значи Република Македонија го потврдува истиот член и потврдува дека ништо од нејзиниот устав не смее да биде и не треба да се толкува на начин што тој представува или некогаш ќе представува основа за мешање во внатрешните работи на Република Бугарија со цел заштита на статутот и правните лица кои не се државјани на Република Северна Македонија, тоа non-paperот. Исто така има една одредница кај што Република Македонија вели дека нема територијални претензии кон Република Бугарија. Тоа е суштината на португалскиот предлог. Во оваа суштина на португалскиот предлог се гледа американскиот ракопис. И има една точка, тоа е јазикот. И ние треба пред македонската јавност да кажеме што е точно вистината за македонскиот јазик. Ако велиме дека македонскиот јазик е кодифициран 1945 година, тоа не значи дека не постоел македонски јазик. Македонски јазик постоел и 17 век, постоел и 16 век, постоел и 13 век, постоел и 12 век, постоел и во времето на цар Самуил. Не бил кодифициран, бидејќи една држава се прави со кодификација на јазикот. И за тоа говориме во интервјуто кое ќе следи после мојата политичка анализа. На што говореле чесите? Чесите говореле на германски јазик. Франц Кафка пишува на германски јазик. На што говореле словенците во администрацијата? Говореле на германски јазик. Франце Прешерн пишува на германски јазик и подоцна е преведуван на словеначки јазик. Дури кога е направена словенечката држава, дури кога е направена чешката држава, е кодифициран официјално чешки јазик. Па постои и бугарски јазик во 13, 15, 17 век, меѓутоа е кодифициран кога е направено бугарското кнежество. Значи треба да биде направена држава, па да биде кодифициран нејзиниот јазик. Ако ние сме имале успешна Крушевска република или држава и била направена Крушевска држава или Република Македонија тогаш делото на Крста Петков Мисирков ќе се сметаше како основа за кодифицирање на македонскиот јазик. Бидејќи не сме направиле држава 1903 година, туку сме направиле држава 1944 година, тогаш и тоа што го работел Крста Петков Мисирков, и тоа што го работел Ѓорѓе Полевски, тоа што го работеле многу пред Блаже Коневски, било искористено како основа за кодифицирање на македонскиот јазик. Значи прво е направена македонска држава 1944 година, па есента е формирана комисијата, па пролето 1945 година е направена кодификација на македонскиот јазик. И затоа, почитувани гледачи, не случајно првите двајца председатели на Македонската академија на науки и уметности е генералот Апостолски, кој на бел конј влегува во ослободено Скопје, и Блаже Коневски, човекот кој го има кодифицирано македонскиот јазик. И затоа се најголемите напади и на генералот Михајло Апостолски и на Блаже Коневски. Затоа Красимир Каракачанов ги даваше оние гнасни изјави дека еден незавршен софиски студент го има кодифицирано македонскиот јазик. Затоа беа оние книги кои беа пишувани за џуџето од Небрегова од страна на Антонио Милошевски. Се напаѓаше, се пукаше по Блаже Коневски за да се покаже дека не постои македонски јазик, дека тоа е некоја српска верзија на бугарскиот јазик. Тоа е суштината на проблемот. Да, македонски јазик постои пред 1944 година, тоа треба да се каже на македонската јазик. Да, постои 15 век, постои 16, постои 17 век, и тој јазик го говори македонскиот народ кој живее на оваа територија. Но македонскиот јазик е кодифициран со Блаже Коневски, кодифициран 1945 година. Зошто? Бидејќи е формирана држава 1944 година. Јас ќе бев многу среќен да беше формирана 1848 или 1878 година кога е Црна Гора формирана, или кога Италија, кога Германија формирана. Бидејќи ако беше формирана држава 1848 година, таа година ќе беше кодифициран македонскиот јазик. Кодифициран 1945 година, бидејќи ние сме добиле држава 1944 година. И тоа е суштината на процесот. А на оние приказни кои ги кажува Каракачанов и Екатерина Захариева, дека ние сме коминтерновска творба и измишлјотина на Јосип Броз Тито, дека тие не го направиле јазикот, дека не постоел македонски јазик, туку тоа бил некаков дијалект на бугарски јазик. Не е точно, си постоел македонски јазик, само е кодифициран од кога е формирана македонската држава.
Реков 30 минути анализа, испадна 50 минути до сега, ме изнервира, морав да кажам некои работи. Само да кажам уште една работа за Викторија Нуланд. 2008 година Викторија Нуланд доаѓа во Република Македонија и има средба со неколку новинари, крупни политичари или видни политичари од тој временски период и го дава предлогот Прва Македонска република, односно да First Republic of Macedonia или Прва Република Македонија, по примерот на Прва, Втора, Трета, Четврта или Петта Француска република, како што стои во Уставот на Република Франција. И тој предлог не се прифаќа од македонската страна и ќе беше многу подобар предлог од сегашното име Република Северна Македонија. На таа средба со Викторија Нуланд давам предлог дека ако веќе не може да биде Република Македонија, да биде Македонска република. И големиот Бранко Цренковски, и тогашниот министар за надворешни работи рекоа дека тој е лош предлог, бидејќи именка е република. И ние нема да сме биле македонци, бидејќи именката не е Македонија, тука е република, ке сме биле републиканци. Ови го кажам, почитувани гледачи, за да сватите за какви дрва во македонската политика станува збор. И второто прашање беше, ако сме ние Македонска република, која ќе биде Република Македонија? По примерот на Република Српска и Република Србија. Па не може и Република Македонија со 38% од територијата на географската област Македонија да не биде споена со 51% од македонската територија, а тоа е во денешна Република Грција. Тоа е неминовен процес. И кога беше името Република Северна Македонија, тоа е 2018 година, пред референдумот, тогаш бев генерален директор на телевизија Алфа, во интервју за телевизија Алфа, кажав дека тоа е само една или прва фаза на решавање на проблемот, на македонското прашање. Кога имате Северна Македонија, ви имате Јужна Македонија. Кога имате Северна и Јужна Кореја, кога имате Источна и Западна Германија, само прашање на време кога тие ќе бидат обединети. Само прашање на време кога Северна и Јужна Македонија ќе бидат обединети. Само прашање на време кога Северна и Источна Македонија ќе бидат обединети. Да, од тоа се плашат и бугарите и грците. Да, поради тоа бара да биде трната смената преамбулата на Уставот на Република Македонија, да биде расчистено со АСНОМ, бидејќи проблемот на АСНОМ е што на заседанието на АСНОМ има припадници на Вардарска Македонија, условно речено, Негејска Македонија и на Пиринска Македонија. И тоа е стравот. Стравото до обединување или решавање на македонското прашање, како последно нерешено клучно прашање не само на Балканот, туку во Европа. И тоа е суштината на се оно што нас не се случува. Тоа е нашиот проблем. Обединување на Македонија. Односно, обединување на Македонија можеби во рамки на Европската унија. И сите говориме за голема Албанија, за обединување на Албанија и така натаму и така натаму. А никој од нас не говори дека 51% од географската област Македонија се наоѓа во Грција. Само 38% е во денешна Република Македонија. И македонците имаат право, како сите други држави на Балканскиот полуостров, да имаат своји идеи, да имаат своји идеали. Тоа не значи непочитување на Преспанскиот договор, тоа не значи непочитување на договорот од Охрид, тоа не значи непочитување на некаков договор кој ќе подпишеме со Софија. Но тоа не значи дека некоја идна македонска генерација или некои идни македонски генерации нема да искористат историски момент или сплет на историски околности и финално да го решат македонското прашање. Никој не е осуден за мечтаење. Никој не е осуден да има одредени идеи. Никој не е осуден за национализам. Тоа не значи дека вие се спротивставувате на нешто. Тоа само значи дека вие чекате својата историска шанса. Некогаш таа историска шанса можеби ќе ви се пружи, а и не мора да ви се пружи. Но тоа не ве обесхрабрува вие да не мечтаете, да не се борите тоа да се случи. И тоа е суштината, почитувани гледачи. И се дека постои оваа емисија во Центар, се дека јас ја водам оваа емисија во Центар, се дека оваа емисија е најгледана, највлијателна во Република Македонија, јас ќе се залагам и ќе ги брана македонските интереси. Ќе ги брана најдобро што можам. Тоа не значи да се карам со сите во цел свет, бидејќи ние покажавме дека ако се караме со сите и дека сме надвор од масата, не можеме ништо да направиме за решавање на македонското прашање. Ние треба да бидеме паметни, да практикуваме патриотизам на 21. а не на 19. век, да бидеме на масата и седејќи со останатите на масата да го решаваме македонското прашање. Чекор по чекор, крачка по крачка, некогаш нешто да изгубиме, за на крај да добиеме. Битно ни е да сме дел на семејството, да сме дел на фамилијата. 50-100 години постојано во Македонија се говореше дека ние немаме стратешки партнер. И прв пат кога се појави некој да ни е стратешки партнер,
да ни дава ветра во грбот, да ни помага и да работи за нас, не велиме не, тој стратешки партнер сака да ни уништи. И тука е проблемот на македонците. Македонците не знаат да ја гледат големата политика. Знаат се, од коронавирус, Кина, Русија и така натаму, но не знаат да ги бранат своите национални интереси во склоп на големата политика. Во склоп на големата политика националните интереси се бранат на таков начин да вие сте дел на семејството, да учествувате во процесот, не да сте на трибините, не да сте во паркот и да слушате што се случува на теренот, туку да бидете на теренот, да играте на теренот и да се обидите да победите. Тоа е патриотизам на 21 век. Имаме 20 минути интервју со Љубиша Ристич. Мал дел од интервјуто со Љубиша Ристич. Остаток од интервјуто ќе го објавиме во недела во 22 часот. Одлично интервју. Интервјуто со Љубиша Ристич, со Стеван Зец, се интервјуа кои јас ги сакам, кои јас ги обожавам, во кои јас уживам додека ги снимам. 20 минути Љубиша Ристич многу работи. Значи Љубиша Ристич од 20 минути ќе ви објасни за јазичниот спор, за источното прашање, многу повеќе од сите македонски политичари и историчари заедно изминатите 3 години. 20 минути интервју со Љубиша Ристич, останете со нас, нема да зажалите. Господин Ристич, Македонија и Бугарија. Гледате што се случува. Нешто што се предпоставуваш, двете држави се подготвува 50, 60, 70 години за еден таков конфликт. И одеднаш Бугарија, добро има проблеми со Јужна Србија, пробува или со обидови на Србија да наметни одредени ставови, да се покаже дека Бугарија го има клучот во раце, кој да влезе во Европската унија, кој да отпочне преговори во Европската унија. Меѓутоа сведен е проблемот на идентитетски помеѓу Македонија и Бугарија. Проблемот на една заедничка историја. Нешто што досега не било. И тоа се мафта со европски клуч во рацете. Повикувајќи се на европскиот клуч во рацете, Бугарија во името на Европската унија сушност условува одредена држава со идентитетски промени, со прифаќање на заедничка историја, нешто што Европа не го памти. Да, е непринципијална старата држава, непринципијална Европа. Има најразлични флоскули така натаму, но ваков процес не се има случајно. Ја познавате македонската политичка сцена, македонската историја. Историја више, сцену мање. Да. Знаете тие односи, тие проблеми Македонија и Бугарија. Односите и проблемите Белград-Скопје секогаш биле прекршувани преку Софија. Тоа било едно од клучните прашања. Расколите во Комунистичка партија на Македонија во текот на Втората, па дури пред Втората светска војна така натаму, и тоа сега доаѓа до ескалација. Што ќе се Добро, али тоа су други ствари. Шаторов и цела прича Комунистичкoj партiji Makedonije, Bugarske i tako dalje, to je pitanje kominterne, to je pitanje diktata iz Moskve, to nije pitanje jugoslovenskih partija, ta stvar se događala van Jugoslavije. Но сега е тезата дека Тито, дека коминтерната 31 декември 1944 година прават Македонија, од 1 јанари 1945 година македонците веќе не се бугари, дека се македонци. Pa jeste, ali a šta, mislim, ne razumem u čemu je, šta je tu nejasno oko toga? Šta je nejasno, ne shvatam. U čemu je tu problem? Makedonija je zaista formirana kao država prvi put, mislim. Možda je bila u vreme Aleksandra Makedonskog neka makedonska država koja se zvala makedonska država, ali posle toga 1000 godine prolaze, nema makedonske države i zaista je 1944. godine to formirano na osnovu antifašističke borbe makedonskih partizana pod vođstvom Komunističke partije Jugoslavije. Постои знак нееднаквост ке бугарите помеѓу правење на државата и правење на народот. Како народот да се прави по рецепт. Зимате две јајца, две лажици шеќер, зимате вода и правите народ. Тоа е бугарското толкување на историјата. Bugarska ima svoje probleme koje Bugarska će rešavati na onaj način, ali mi ne smemo, svi koji to posmatramo, i koji smo prijatelji i volimo, mislim, i Bugari, i Makedonci i sve ostale ovde na Balkanu, je interes samo da Balkanom upravljaju balkanski narodi. To je jedino što je bitno. I kogod izgovori to, on stavlja svoju glavu u torbu. Da li je to Tito, da li je to Milošević, da li je to Vučić danas, sutra, neko treći, kogod kaže balkanskim narodima, taj je na ivici da bude u velikoj opasnosti. I to je tako uvek. Bugari, sve što rade sad vezano za Makedoniju, pa ne rade oni sami to. Oni rade to zato što to nekome treba. Kao što i Albanci ne rade to što rade zato što bi oni ovo ili ono i što mogu ovo ili ono, nego zato što nekome treba. Kome treba?
Nekome treba da na Balkanu odnosi ne budu rešeni. Nikome ne treba od velikih sila da se Kosovo reši, da se reši makedonsko istočno pitanje. Niko to neće da reši. Njima svima odgovara da ta stvar ostane napetost, konflikt, kriza, jer inače šta oni rade ovde? Makedonski, bugarski, srpski, bosanski, crnogorski narod bi se lako među sobom dogovorili sutra. Вие сте единствен кој велите дека клучно е македонското, или како го нарекувате, македонското источно прашање. Дека тоа е клучното балканско прашање. Не балканско, европско питање. Šta vam je? Последното нерешено. Zato što to u istoriji znamo, to je nešto što je poznata stvar, to ljudi koji bi se time bave, oni to znaju, ja sam u tome amater, čovek koji sa strane to posmatra. Ako ja to znam, pa oni ljudi koji se bave politikom, bave se istorijom, tako da oni moraju da znaju da su sva druga pitanja u Evropi unutrašnja pitanja raznih država. Irska, ne znam, Korzika, ne znam, u krajnjoj liniji Kosovo, isto. To su sve unutrašnja pitanja raznih država. Jedino Makedonija je evropsko pitanje koje nikada nije rešeno. Jer sve 4 susedne države, Grčka, Srbija, Bugarska i Albanija, nikada nisu priznale makedonsku državu. Narod, jezik i sve ostalo. Uvek su, Srbija je smatrala Makedoniju južnom Srbijom. Jel? Srbija. Bugarska je uvek smatrala Makedoniju bugarskom. Jel? Albanija uvek htela da bar veći deo Makedonije bude deo albanske države od kad je Albanija formirana. Grčka nije nikad htela da prizna da je Makedonija neka država koja koristi to ime, pošto oni imaju Makedoniju, od Soluna pa na gore, jel? To je Makedonija. Te 4 države su nadigrane politikom koju je vodila Titova Jugoslavija. Da reši problem da Vardarska Makedonija, koja je nastala nakon Balkanskih ratova, jer nakon tog velikog obračuna među balkanskim narodima sa Turskom, pa onda među sobom, Egejska Makedonija u Grčkoj, Pirinska Makedonija u Bugarskoj i Vardarska Makedonija, jugoslovenska koncepcija je bila da Vardarska Makedonija bude zapravo makedonski Pijemont. To je ono što pravi problem i Grcima i Bugarima i svima, jer Makedonija tu dobija odlukom, koja je politička odluka, prava evropska politička odluka, postaje, kao što ste rekli, narod tako što ima jezik, što ima rečnik, što ima književnost i što na osnovu toga postaje država. I to je ceo problem. U Evropi države nastaju na osnovu jezika od Francuske revolucije. Ne može da nastane država ako nema svoj jezik. Kako su se odcepljivale republike u Jugoslaviji? Pa tako što je u Sloveniji napravljeno jezikovno rasodišće. Pa je proterivane su kroatizmi, srbizmi, turcizmi, anglicizmi, italijanizmi, germanizmi iz Slovenije. U novinama je izlazilo svaki dan, ova firma ima u naslovu engleski izraz, ova firma, ne znam šta, ovde se... Jezikovno rasodišće je nestalo onog časa kad je slovenački separatisti odvojili Sloveniju iz Jugoslavije. Nema više, sad se u firmama govori kako gazda govori. Ako je nemačka firma, nemački se govori u firmi. Ako je američka, govori se engleski. Kakav slovenački? To više nije uopšte problem u Sloveniji. Ista stvar je u Hrvatskoj. Mi kad smo gostovali u Australiji sa oslobođenjem Skoplja 81. ja sam bio zapanjen. U Sidneju na univerzitetu odjednom od srpsko-hrvatskog katedre stvorila se 2 katedre, srpska i hrvatska. I to je jasno. Ti odvojiš jezik i ti počinješ da stvaraš svoju državu. To nema priče. Francuska revolucija je inaugurisala princip na osnovu kojeg jedna teritorija postaje nacionalna država. U konventu postoji čovjek koji se zvao Opat Gregoar. I to je bilo negde u vreme velike krize Francuske republike, kada je bila intervencija nemačka. Jer kad je Napoleon je bio konzul, vodio se ceo taj stvar, došao je AB, Opat Gregoar, i u parlamentu kod njih rekao je, pitanje opstanka republike, Francuske republike je pitanje jezika.
u Francuskoj svaka politička koncepcija, svaka opcija govori različite jezike. Ne znam, Baskija govori baskijski separatizam, govori. U Provansi se govori provansalski, to je, ne znam, kako se zove, u Žironda govori tamo, ovamo, intervencija govori nemački, znači francuskom ima 26-7 jezika koji razaraju francusku državu. Francuska mora da formira francuski jezik, koji u tom času ne postoji. Mora da kaže ovo je francuski jezik i da na osnovu tog jezika okupi Francusku. Tako je dekretom odlučeno da jezik iskvarni latinski kojim se govorilo u Quartier Latin, u latinskom kvartu, na Sorboni, su studenti, popovi, profesori govorili taj lingua franca koji je bio još od srednjeg veka, latinski jezik, gde su se svi intelektualci Evrope razumevali pišući na latinskom, čitajući latinski i tako dalje. Oni su uveli da je taj iskvareni latinski koji se tamo govorio francuski jezik. Dali su zadatak da akademija formira rečnik, sintaksu, da se formira i da se izvrši kulturni genocid, da se likvidiraju svi drugi jezici u Francuskoj, sve književnosti, sve što je postojalo na svim drugim jezicima koji se govorili u Francuskoj i nastao je francuski jezik. I iz čega je nastala francuska država? Kako je nastala Češka? U Češkoj se pisalo na nemačkom. U Češkoj Franz Kafka je pisao na nemačkoj. Kao što je u Sloveniji France Prešern pisao na nemačkom. Najveći slovenački pesnik, pa su njegove pesme prevođene na slovenački. Jedino gde se govorio češki jezik, to je bio narodni divadlo. Zato što narod ne zna nemački, prost narod, on zna svoj češki jezik. U Sloveniji jezik je postojao slovenački samo u pozorištu. Ne u književnosti, ne u politici, tamo se govorio nemački. Znači, preko pozorišta, jer to je narodna stvar, i tu je publika je narod koji ne zna taj jezik koji je. On ima svoj jezik, na osnovu tog jezika nastaje država. Normalno da je u Makedoniji bilo neophodno da se stvori književnost, da se stvori akademija nauka, da se stvori sintaksa, rečnik, jezik, da se to izdvoji od bugarskog i da se izdvoji od srpskog da bi nastala makedonska država. I to je Jugoslavija Titova napravila svesno, političkom odlukom i to je ništa što treba da bude razlog za osudu, patnju, ne znam, sukobe, to je jedna istorijska činjenica. Kao što je istorijska činjenica da je 1941. godine stradao partizanski pokret u Makedoniji, Hristijan Todorovski, Kumanovski odred, likvidacije do 1943. praktično nema tog pokreta više u Makedoniji, jer je makedonska partija pratila direktivu Kominterne o tome da se vrše subverzije, diverzije i ostale stvari, a ne da se diže narodni ustanak, što je bila koncepcija Komunističke partije Jugoslavije. Suprotstavljena Kominterni, 1941. godine, posle 27. marta. Ako je to u Makedoniji se desilo tako što je Svetozar Vukmanović Tempo kao delegat vrhovnog štaba došao i na Karormanu formirao prvu kosovsko-makedonsku brigadu sa komunistima sa Kosova iz albanskih zatvora, iz logora, iz Tirane, iz Piškopeje, iz tamo sa makedonskim komunistima koji su se prikupili na Karormanu, sa Kočom Racinom, sa svima tamo, jel? Ako je tako počeo ustanak u Makedoniju, kao što su otišli Dušan Mugoša i Tempo u Albaniju i napravili albansku komunističku partiju, tada, Envera Hodža i svi njih, mislim, to su istorijske činjenice, to se sve znalo. Mi danas znamo i da u Grčkoj Markos, nije Markosa izdao Staljin. Mi danas imamo dokumente o tome da znamo da je Titov dogovor sa Englezima bio da se ostavi Markos. Da ode cela ta grčka borba, jel tamo, protiv Engleza i protiv te Grčke koja se stvarila, zato što je to bio 100% na Jalti je dogovoreno da Grčka pripada Zapadu, jel? I to svoj moj otac kao komesar druge divizije pleterske u Bitolju ratovao na Markosovoj strani, kad su naredili iz Beograda, naša vojska se povukla, više nije pomagala Markosa. I onda počinje Golgota egejskih Makedonaca, proterivanje, sve te ostale stvari. Mi danas znamo da je to Titova Jugoslavija uradila u dogovoru sa Englezima, napustila. I to što je Staljin optužio Tita da je to uradio, to je bilo istina. Mi danas te stvari znamo, ali to je istorija koja je onda imala svoje okolnosti, svoj kontekst, svoje razloge i tako dalje. A to
da je Titova Jugoslavija prihvatila bugarske fašiste i njihove fašističke jedinice da učestvuju u oslobađanju Beograda, da bi Dimitrovljeva komunistička partija Bugarske i tako dalje dobila legitimitet antifašističke borbe i tako dalje. Iako je pratila koncept Kominterne da se čeka sovjetska armija koja će osloboditi čitav svet od nacista i od Nemaca, jel? Mislim, to su sve istorijske činjenice koje mi danas znamo i sve priče, gluposti, revizije istorije, ovo i ono, nema govora o tome. To je sve besmisleno. Makedonija je dobila 1944. godine svoju državu, koja je formirana na način kako se formiraju evropske države. Jezik, rečnik, književnost, akademija nauka, tako nastaje država. Da bi to moglo, mora da stoji neka vojna sila iza toga. Stajala je vojna sila Titove Jugoslavije, imala 1 milion vojnika tada. Što Bugarska to nije sprečila tada? Ili što Grčka to nije sprečila? Ili Albanija? Pa nije mogla. Jer je tada iza Titove Jugoslavije stajalo 1 milion vojnika i stajalo je savezništvo sa Sovjetskim savezom i sa Amerikom, što se nije znalo tada, ali mi danas znamo sve te stvari. Tako je formirana Makedonija. Tom odlukom političkom, koja je bila podržana voljom saveznika, kao što je Nemačka podeljena, kao što je Italija okupirana. Mislim, sve su to je sve Pax Americana, to je sve svet nastao posle Drugog svjetskog rata. Makedonija je deo tog sveta, ali još uvek, kako se svet menjao, ona ostaje otvoreno istočno pitanje, nerešeno. Jeste da se oko Makedonije u svim tim godinama slažu Amerika i Jugoslavija koja prati Ameriku u tome, a Sovjetski savez ne može da se tome usprotivi. Pa onda Makedonija opstaje. Čim se raspadne taj svet, koji je nastao posle Drugog svjetskog rata, Berlinski zid, ujedinjenje Nemačke, raspad Sovjetskog saveza, odlazak, isterivanje Amerike iz Evrope, onda normalno da se otvara istočno pitanje. Ponovo se formiraju države koje ne priznaju Makedoniju. S tim što Srbija koja nastavlja Jugoslaviju kao naslednik i tako dalje, dogovara sa Kirom Gligorovom da Makedonija ostane u toj zajednici. Verovatno to Gligorova košta atentata. Da se razumemo, prošle su godine, sad je vreme da se te stvari govore, da se otvore. Jasno je zašto se to sve događa. Ne može neko da dozvoli da se to desi. Makedonija se manje više tim referendumom, znamo kakav je bio i sve ostalo, na silu odvaja od te državne zajednice u kojoj je nastala. Problem Makedonije koje danas ima je njen izlazak iz Jugoslavije. Eto, da završim jednom rečenicom, svi problemi Makedonije potiču od toga. Kad nije u Jugoslaviji, Makedonija ima te probleme. I normalno je da ih ima i svi imaju apetite. Srbija nikad nije imala teritorijalne pretenzije prema Makedoniji. Grčka nikad nije imala teritorijalne pretenzije prema Makedoniji. Imala je probleme ove identiteta o kojem govorimo, jel? Grčka nije prihvatila da se Makedonija zove Makedonija, može zove kako god hoće, ali ne Makedonija, jel? Srbija nema nikakve teritorijalne pretenzije, niti bilo kakve druge prema Makedoniji, zato što je to inercija iz Jugoslavije, koja je stvarala Makedoniju. Bugarska uvek ima teritorijalne pretenzije prema Makedoniji i identitetske pretenzije, ne priznaje narod, ne priznaje državu. Albanija hoće deo teritorije, jer tamo žive Albanci, pa bi oni htjeli da svuda gde žive Albanci bude Albanija. Prema tome, sukob između Jugoslavije, pa Savezne Republike Jugoslavije, oko granice s Makedonijom, tobožnji sukob, i sukob Grčke sa Makedonijom oko imena, to je stvaranje napetosti koje održava Makedoniju kao državu da postoji uopšte. Jer to poziva Amerikance da intervenišu protiv tobož srpskih pretenzija i grčkih pretenzija pa da budu tamo. A u stvari to služi tome da se maknu Bugari i Albanci sa pretenzija nad teritorijom, što je jedina u stvari prava opasnost za Makedoniju. Ja to vidim na taj način. Ja vidim da je zapravo svi problemi koji u Makedoniji postoje u času kada ona napušta silom istorijskih okolnosti, voljom ljudi, nemam pojma šta sve, elita političkih i tako dalje, kada napušta državnu zajednicu u kojoj je nastala. Tog časa normalno da se otvaraju sva pitanja koja su postojala pre nego što je ta država nastala. Eto, to je prosto, nije to ništa komplikovano.
Ovo беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вечерва анализа и интервју. Првиот дел на интервјуто со Љубиша Ристич. Вториот дел на интервјуто со Љубиша Ристич е една ексклузивна анализа на односи во Европска унија, Италија, Русија, Кина, Америка и така. Се оно што се случува, како ќе изгледа светот по завршување на пост-ковид пандемијата или карантините во кои сега бевме напикани или каде ќе оди светската политика, што ќе случува во Индија и така натаму, значи една ексклузивна анализа, една геополитичка анализа во која сигурно ќе уживате недела во 22 часот. Ако ви се допадна оваа емисија, ново дружење, ви немам недела во 22 часот. Но недела во 22 часот, пријатно вечер Македонијо, каде и да си.